Благодарам. Почитуван министре, сметам дека и нас како пратеници ни стана појасно што всушност планирате да направите со овој нов начин на субвенционирање. Особено морам да го поздравам овој дел кој што зборувате дека 2 години ќе има одреден период каде што оние земјоделци кои што се мали, кои што ќе треба да се прилагодат кон новите услови кои што ги барате, ќе имаат временски период да се прилагодат кон новите услови што ги барате. Бидејќи досега бевме обвинувани, министре, дека и предходните влади дека се даваат субвенции, огромни средства завршуваат како субвенции, меѓутоа тоа немаме ефект. Впрочем, се даваат големи народни пари, како што вие кажавте, за субвенции, но не се зголемува продуктивност, односно не се зголемува производството на храна, што секако дека е лошо, бидејќи на крајот од денот интерес на Република Македонија, а и на самите земјоделци е да произведат повеќе. Со самото поголемо производство, не само што ќе заврши на домашниот пазар квалитетен македонски производ, туку ќе имаме и за извоз, а со самото тоа што би излезле, бија намалило на разлика, како што кажав и при поставување на моето прашање, која што е помеѓу извозот и увозот. Пошто крајната цел и успехот на Министерството за земјоделие ќе се мери токму таму. Ако успееме да ја намалиме, да го намалиме извозот, да го намалиме увозот, а да го зголемиме извозот на земјоделски производи. Морам да ја поздравам и вашата интенција дека со профункционирање на две клучни институции во земјоделскиот сектор, а тоа се Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за храна и ветерина, дека со профункционирањето на овие две институции всушност ќе може да се воспостави ред на земјоделскиот пазар, она што всушност ние и сакаме да го направиме. Па во контекст на ова, почитуван министре, би сакал да ви поставам дополнително пратеничко прашање за подсетување на јавноста. Кажете ни со какви проблеми вие се сочивте кога дојдовте на местото министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, бидејќи првото нешто што ние како пратеници моравме да го направиме, а тоа е да изгласаме ребаланс на буџетот за да обезбедиме дополнителни средства за исплаќање на субвенциите кои што беа заостанати. Исто така моравме на две предпријатија кои што се непосредно поврзани со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да предвидиме дополнителни средства, бидејќи не беа исплаќани плати на тие вработени. Нешто околу ова прашање и околу тоа со што вие преземате понатаму за воспоставување и отварање на нови пазари, бидејќи колку што сум информиран, Министерството за земјоделство работи континуирано при отварање на нови пазари каде што би можело да завршат македонските земјоделски производи, да им се олесни на земјоделците. Благодарам. И јас ви благодарам.